После трагичната смрт на нашиот син се случија мистериозни сообраќајни несреќи за кои ништо не е превземено и истите да се намалат, а сторителите на делата остануваат неразјаснети. Што презема градскиот татко за безбедноста во сообраќајот кога ние луѓето не сме безбедни и на пешачки премин? Од нашиот случај се случуваат безброј вакви настани. Секојдневно во јавните гласила читаме и слушаме за вакви случаи и настани за безбедноста на сообраќајот и за тоа пратениците не превземаат ништо, никакви превентивни мерки да го изменат законот за возачки испит, како и казнените мерки. И на крај, апелираме како родители, кои се сочувствуваме со жртвите во сообраќајот, истите да се намалат и да се воведе во секое населено место соодветен школован полицаец кој би го пратил протокот на сообраќајот, а останатото право на градоначалникот на градот Скопје за да преземе други соодветни мерки како би се намалиле сообраќајните незгоди. Како граѓани имаме сознанија дека возачките дозволи се купуваат за 200 до 300 евра, што допринесува за зголемување на сообраќајните незгоди кои се случуваат од недоволно обучени возачи и апелираме до надрежните органи да превземаат појака контрола за да се намалат сообраќајните незгоди. Судскиот процес веќе 9 месеци не беше ништо решено, нити во притвор беше, во затвор тој што го удри мојот син на 15.11.2014 кај католичката црква Иван Билински.